сега имаме конфликт на интересите. Значи, прво не можат алпинистите да пристапат ниту посетителите, затоа што има таму некои кучиња кои согласно својата природа сосема регуларно си ја бранат територијата и оневозможуваат пристап на други луѓе. Од друга страна, неконтролираното движење на животните по карпестиот терен е опасно прво за самите животни, второ е опасно за луѓето заради одредени одрони. И понатаму кога има активност на алпинистите, за да нема некаков проблем во смисла на одрони предизвикани за да направат проблем на други луѓе, други алпинисти што се во Карпата, да сите луѓе што се заинтересирани за качување на карпи, рок клайминг, кога го посетуваат регионот, на некој начин задолжително го ставаат местото како дел од точките што треба да ги посетат. Меѓутоа, кога ќе дојдат на местото, а не можат да качуваат, тогаш разочарувањето е големо. Во врска со одгледувањето на добиток во местото викано Просек во катастарска општина Челевац и местото викано Каменот, катастарска општина Корешница, од моја страна е известен Државниот инспекторат за животна средина со известување со архивски број 10-120/7 од 31.2023 година, затоа што активноста сточарство со поставување на помошни монтажни објекти се врши во заштитено подрачје врз кое што надлежност има Државниот инспекторат за животна средина преку државните инспектори за природа и Државниот инспекторат за земјоделство преку државните инспектори за земјоделство. До оговлекување на овој процес е исклучително негативен за Демиркаписката клисура. Прво е негативен затоа што ние гледаме, сведоци сме, дека со различни инфраструктурни проекти критично се загрозуваат живеалиштата и видовите. Најпрви гледаме дека имаме критично загрозување на биодиверзитетот, исто така и на геоморфологијата на регионот, која што е многу битна. И посебно е за нас битно што се, да кажем, нападнати реките и речните текови во сливот на реката Варда преку различни недозволени активности, преку различни загадувања на водите и така натаму. Што побрзо се случува овој процес, толку е поголема можноста да ги превенираме штетите врз природата. Во нашата земја, за жал, таква независна институција не постои и ние сме во позиција преку меѓународните организации за заштита на животна средина и донатори со кои сме во комуникација да го обезбедиме и буџетот од една страна и исто така да обезбедиме и експертска поддршка, нормално и од домашните експерти, но и од странски експерти. Демиркаписката клисура обилува, да кажеме, со живеалишта и со многу видови. Евидентирани се, ако не се лажам, 149 видови на птици, некои од нив балкански ендемити,
ретки птици кои што ги има во мал број и се токму тука и за кои што итно е потребна заштита на нивните живеалишта. Демир Капија во последните 10 години влезе на светската мапа на качувачки локалитети, се направи огромен број на квалитетни спортско-качувачки насоки, се направија голем број на настани, како алпинистички, така спортско-качувачки, на кои што беа присутни не само домашни, туку странски посетители од целиот свет и доби на популарност.